Ако Љутков не е способен да ги исполни обврските, нека си поднесе оставка. Работниците во културата не се статисти во општеството. Реагира опозицијската СДСМ, откако над 3000 вработени на големиот христијански празник Великден останаа без плати. Од СДСМ велат, не вреди извинувањето на Љутков. Од мартовската плата требаше да започне корекција на примањата во согласно со подпишаниот колективен договор. Наместо тоа, културните работници беа игнорирани и дискредитирани со манипулативни изјави од самото министерство дека не работеле доволно, дека не ја заслужуваат платата, дека платите биле високи. Ваквиот однос покажува целосна незаинтересираност на владата за оние што ја носат културата на грбот. Во реакцијата на ВМРО ДПМН до опозицијската партија се вели СДС да не глуми загриженост за културата, бидејќи тие ја претворила во партиска каса и платформа за криминал. За нив извинувањето на Љутков е коректен гест, што јасно покажува разлика во пристапот. Со реакција на Facebook излезе и првиот човек на Сонг, Јаким Неделков. Вработените во културата испоснички го дочекуваат Христовото раѓање, напиша тој. Сонг бара од министерствата да вложат вонредни напори и веднаш после празникот да се исплати за останатата плата во установите од културата. И покрај заложбата на Сонг и притисокот врз Министерството за култура, мартовската плата не е исплатена. Сонг смета дека институциите на системот мораа да изнадат начин до ова да не дојде, што за жал околу 4000 вработени во културата великденските празници ќе ги прослават со постна трпеза. Љутков вчера на Facebook им се извини на вработените во културата. Искрено жалам што дојде до ова доцнење и покрај сите мои напори да се стигне на време. Ве уверувам дека посветено работиме, ваквите ситуации никогаш повеќе да не се повторат, напиша тој. Сепак за неисплатената плата, причината ја гледа во минатото. Причината за ова е долгогодишниот нерешен проблем со усогласувањето на платите на вработените во културата, што пак секоја година создава огромни проблеми. За конечно и трајно да го надминеме овој предизвик, мораше да се усогласат сите засегнати страни, што не било пракса во минатото и сето тоа за жал доведе до доцнење со исплатата. Вработените во културата за вторник закажаа протестен собир во 12 часот пред ресорното министерство, каде ќе го искажат својот револт од непочитувањето на нивните работнички права, а најавуваат и кривични пријави, доколку наредната недела не го добијат усогласувањето од 8,5% со минималната плата. Ќе бидат поднесени тужби за ненавремена исплата на плати, како и секогаш за задоцната исплата на плата согласно колективниот договор од 10 во месецот, наназад 3 години со парично побарување. И доколку се исплати платата без усогласувањето со минималната плата, ќе се поднесат и кривични пријави за изготвувачите на таква незаконска плата. Над 120.000 вработени во јавниот сектор со мартовската плата требаше да добијат усогласување од 8,5% со минималната плата и околу 12% зголемување на платите согласно општиот колективен договор. Владата месецов ги повика синдикатите на консултации. Усогласувањето со минималецот некој не го добија, а зголемувањето од 12% со општиот колективен договор речиси никој не го одоби.